Во населбата Довледжик, каде што моментално пешачам, се наоѓа една црква која што го има името Свети Архангел Гаврил. Сега движам кон црквата. Во склоп на црквата се и посмртните останки на војниците кои загинаа во текот на Првата светска војна. Припаѓа на Преспанско-Пелагониската епархија. Во продолжение слушнете некои мали легенди за тоа како се изградило црквичето Свети Архангел Гаврил. Некој битолчанец со име Атанас имал лозија во населбата Довледжик, на местото каде сега се наоѓа црквата Свети Архангел Гаврил. Еден ден копајќи го лозието, пронашол на тоа место злато и со еден дел од богатството направил мало манастирче, а другиот дел го искористил за развивање на некаков бизнис и трговија. Атанас бил дел од фамилијата богатиновци, кои на времето доаѓаа со пајтон во манастирот, а луѓето се тргнуваа настрана, им правеа пат и со почит им се поклонуваа. Малото црквиче било изградено од некој турски ага кој имал слеп син, а почнал со изградба бидејќи некоја стара баба му рекла ако изгради црква неговиот син ќе прогледа. Исто така му било речено да заколи 22 јагниња како курбан бидејќи неговиот син имал 22 години. Тој така направил и според легендата синот го донеле качен на конј кога била гозбата со јагнињата, наводно тогаш прогледал. Подоцна по наредба на повисоките власти му било забрането на агата да продолжи со изградбата на поголемата црква и таа останала недоизградена до 30-тите години од минатиот век кога ја доградиле српските власти со намера во нејзината околина да ги погребуваат српските војници. Оваа легенда е пренесена од човек кој живеел во близина на црквата и доживеал длабока старост, починал на 100 години, се викаш Мустафа. Во 2014 година старото црквиче е разурнато и на негово место е изградено ново. Во темелите пронајдоа камења со исклесани бројки 1817 година.